преживеале или не преживеале атентати. Значи биле мета Да, на они атентати. имаат традиција, насилна традиција имаат и убиени председатели. На Кенеди им е најпознат, меѓутоа и Линколн не убиен. Да, Абрахам Линколн. Од како се ше Бут, Джеймс Едвардс Бут. Да. И многу е интересно амфитеатар. што секогаш убиецот има 3 имиња. На Кенеди е Ли Харви Освалд. Да. Реган пробаа да го тепат у истиот овој хотел. Да. И Има уште 4-5 други, мислам дека има и други убиени. Има и не само 20 убиени, поише се убиени. Куцник е видиш. Теди Рузвелт исто има преживеано, знам, обид атентат. Квинси Адамс мислам дека исто има преживеано. Имаше доста да се имаат они историјат на насилие у политиката. Па сепак мислам дека е тоа најразвиена демократија. Прва е воспоставена на тој начин. Америчкиот устав, сега ја молам публиката да не ме споредува со Муцунски, ја го кажувам теоретски, немам потреба ништо на американците да им подилазим, што би се рекло у Србија. Значи, имаат најстар устав кој што не е сменат. Само се додавани амандмани. Сега, малку е контроверзно, масоните и основачите на Америка 2 години после основање на Америка се префрлуваат во Европа и ја прават француската револуција во 1789 година и тоа е практично првото рушење на монархија, односно на царство, на кралство, симнување на кралска лоза и воспоставување на власт на народот, и французите се многу горди на тоа. Меѓутоа, многу малку луѓе знаат дека има поврзаност француската и американската револуција и тоа во период од 2 години. Тоа Бенджамин Франклин бил амбасадор на Велика Британија во Париз, во Франција. Има многу поврзаности, им помагаа за време на револуцијата. Исто малку луѓе знаат дека Луизијана е купена. Како се вика на статуата Statue of Liberty е подарок од Франција. Меѓутоа у сцена ја има мала е оригиналната, ова е голема. Пошто нели голема држава. Има и теорија дека Луцифер е на статуата. Слобода како премиса за мене е прифатливо. Луцифер не знам кај го гледат. И зашто го гледат? Добро, тие теорија на рамна земја, тие ли? Не, рамна земјажите. Теорија на заговор се. Ама интересна е. Има една слика. Може да збориме колку сакаш на таа тема. Знам. Не застанувам. Има една слика која што мислам дека отиде до 700 и некоја година. Мислам дека сум читал за тоа, да. На која што е представен ликот на Луцифер и наводно... тој што го представил ликот на Луцифер, од кај знаел како изгледа Луцифер? Добро, нема врска. Наводно, предпоставува. Тој модел е користен и за статуата на слободата. Изгледа, зборам, ликот. Ама, long shot, нема врска. Чисто како куриозитет го спомнам. У суштина, ја мислам дека тогаш кога е воспоставено и сега не знам у последниве децении како да го третирам. Меѓутоа, начинот на кој што е воспоставено, тоа е најсовршено политичко уредување со најголем степен на права и слободи на поединецот. Од религиозни слободи, до право на изразување, до право на информирање и така натаму, со амандманите, право на носење оружје и така натаму. И показателот дека е тоа најсовршено општество е многу прост. Гледаш дека е доминантна сила. Си има изградено, има поголеми држави, постари општества како Кина, поголеми држави како Русија, меѓутоа они успеваат да со таков начин на уредување да изнапредуваат. Има предности геополитиката, односно локацијата на Америка, пошто изолирана со океани, меѓутоа можеби најдобра геополитичка позиција у светот. Изолирана е со океани. А инаку сите борби се случуваат тука на платото од Германија до Украина, пошто е све рамно и мораш да гурнеш подалеку од дома. Па така е направена Русија, знаеш, за тоа сум ти кажувал. До Урал била Русија.
И цело време ги напаѓале монголски племиња. Они И кога- барале физичка Ебе, граница. кога собрале сила, вика, ај малку да ги гурнеме монголите поназад. Они И гурале, да, отишле пробувале да најдат физичка бариера. Да. Физичка И бариера немало. и немало. Немало до И Камчатка. стигнале до Владивосток. Да, до Камчатка, да. Да. Така е Интересно направена е тоа. Русија. Пошто Интересно. сите напади кај што била поразена Русија биле доаѓале од исток. Под Урал, да. Од мекиот стомак. Да. Е, тоа е. А они се заштитени. Па добро. И практично малку се дискутира на таа тема. Светската доминација на Америка е преземена од доминацијата на Британија на морињата. Земја што владее на морињата. Таласократи. Да. И они после Втората светска војна се распоредуваат во Европа, значи ги поминуваат океаните, а овде се распоредуваат од Кореја, Јапонија до Тајван и Филипини да ја приклештат Азија. И доле ја имаат Австралија и Нов Зеланд. И практично све е на 10.000 километри од нив, немаш како да стигнеш. Да. Сега да те вратам уште малце на Америка, што случуваше за викендов, више некои теории дека Фала му на Бога што преживеа Трамп. се загрижи ти како тинш. Леле која чита порака да викам што му е на човеков е. Ви, ја тој вчера Абе го јас знам кажа. дека они сака да се Се увлекуваат. беше окей, првите два реда беа топ. Мислам, окей, речам на некој високо дипломатско ниво. После тоа, фала му на Господ што се сите живи на телохранителот брзо за здравување. Као не баре мислиш дека стварно Доналд Трамп ќе ја прочита пораката. Абе како да му е внук на Трамп се понаша. Абе она внука му Када на Трамп немаше такво нешто пишано. Од керка му дете, Да, така се да. понаша. Па може внукот тетка него, он има живеен у Канада малце, можда. Не бе у Њујорк живее. Ма мислам дека у Канада има. Абе татко му го отвори конзулатот у време на Бранко Црвенковски. Значи, Чекај, он зашто беше знам дека копил. со- Чекај со малце ти Джастин кажам. Трудо си има Абе дружена. каков Трудо? Значи, Ама и си има. он беше копил, која татко му беше генерален конзул. И Кажи ја дека тоа ти е пежоративно го кажуваш. Па добро бе сега градски муабет правам Да. сега. И за тоа да не ме повлечат сега- по комисии. Значи, Ќе кажев нешто во полошо. смисол детиште. Ајде, Да, може детиште, добро, дете. децата од Павловата улица, Зоке Поке, е тоа. Значи, и нели паѓа Бранко, доаѓаме ние на власт со Љупчо. И после 3 години у парламент, нели, идам за Њујорк и мене таму ме чека некој Симуцунски. Ја не го знаев, татко му е таму, го познав у Њујорк. Тоа е тоа. Сега ако сакаш да ти разглавам повеќе, ама околу- може да нема околу- потреба. Пошто трнав околу